Покрај патот, што води од Битола кон некогашниот премин Доброш на македонско-грчката граница, наредени се десетина села, сместени во самото подножје на Баба планина. Во овој регион, најголемо село со најмногу жители е Бистрица, но историјата памети друго село кое некогаш, но не многу одамна, било економски, културен и црковен центар во битолската околија – Велушина. Како што се приближувавме до селото, така манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, кој се издига над Велушина, го привлекуваше вниманието на секој од нас. Манастирот бил сведок на најубавите денови на селото, но исто така и на неговото пропаѓање. Според археолошките истражувања извршени во 50-тите години од 20-тиот век, во Велушка тумба се најдени предмети од стар неолит. Во местото, наречено Маклиње, од нивите се вадени мермерни плочи и камени блокови. Веднаш до селото минувал и патот Вија Игнација. Сето ова зборува дека овие простори биле населени уште од дамнешни времења. Никој со сигурност не знае како и кога населбата го добила името. Една легенда го споменува Велуш војвода. Во тоа време турските власти во своите дефтери ги заведувале оние села што не плаќале данок или биле бунтовни. Можеби тоа било и причината селото два пати да биде палено и расселувано во повисоките делови. Меѓу моите последни научни ангажмани е и ангажманот што го имам преземено сега за проучување на селото Велушина. Јас во ова село почесто доаѓам токму од тие причини да се открие коренот, историјата и животот на ова село. Можам да речам дека копајки по тие далечни корења на селото, дека можам да речам дека тоа село е со многу бурна и длабока историја. Во близината на селото Велушина, која инаку се наоѓа на 15 километри од Битола, на 720 метри надморска висина, се наоѓа Велушка тумба. Тоа е еден локалитет археолошки во кој се извршени археолошки ископувања и најдени се ценети материјали од неолитот. Инаку, за селото Велушина први податоци сеќаваме од турскиот период. Во 1468 година, во првиот пописен дефтер што ја прави турската администрација, се сретнува селото Велушина со околу 120 семејства. Тоа значи дека околу 500 жители. Наспомнам дека во тоа време Битола, христијанскиот дел, има нешто онолку колку што има и селото Велушина. Инаку селото Велушина во турскиот период е едно од најразвиените и најбогатите села. Тоа е најпознато по производството на лем, на коноп, на свилена буба. Најмногу произведува вино, значи има лозија, значи развиено земеделие воопшто. И тој економски подем ќе трае скоро до нашите дни.
На Ѓурѓовден и Василица масовно се посетувал манастирот Свети Ѓорги и заедно со монасите се празнувале овие денови со звуците на гајдата и тапанот. Од манастирот селаните доаѓале до местноста Топанџиски камен, каде што е продолжувале веселбата. Од ова место постарите жители во времето пред берба го гледале полето и му се радувале народот. Дека Велушина била црковен центар сведочат постојните 7 цркви и манастирот. Постојат темели на уште неколку цркви кои се уште не се истражени. Селаните велат кога ќе имаме средства и тие ќе бидат подигнати. Сега се најдуваме во дворо на црквата Света Недела. Света Недела црквата во нашето време, во моето и старите луѓе, постари кои кажуваја, ова црква не е нам само за венчање. А имаме други цркви, црква Богородица, што имаме само за крштавање на мали. Имаме Свети Илија со заградени гробишта, кај што се врши погреб на мртовците. Во таа црква и во тие гробишта. Имаме погоре од нас овде Свети Атанас. После имаме црква Свети Ѓорги манастир. Ќе славиме името на црквата. Ѓурѓовден. Тамо се береме цело село и до ручок игравне, пеевне и се веселиме. После ручок се враќавме дома и да си припремиме за гости да чекаме утредента. Другиот ден чекавме гости. Меѓу 8 цркви што се наоѓаат во селото Велушина, најубава, веројатно и најстара, е црквата што стои зад мене, а што е посветена на Богородица. Најстарите наслаги се уште не се откриени и се истражуваат тие, меѓутоа податоците говорат дека една реконструкција е направена со доброволни средства на селото во 1727 година. 2 години подоцна таа е осветена од битолскиот владика. Во 1836 година таа е зографирана, има прекрасни фрески. Меѓутоа, веројатно староста на оваа црква е многу подлабока. Зашто над најновиот слој на фрески се наоѓаат уште 2 други слоја. Сето тоа не е истражено, допарва треба да се истражи и да се докаже од каде, од кој времења потекнува оваа црква. Веројатно оваа црква, предпоставките говорат дека е една од постарите воопшто во битолска околија и дека потекнува, има предание, од првите навеви на христијанството во битолската околија. Изгледот ќе биде уште поимпресивен кога црквата ќе ја красат иконаци. За сега ова е само идеја, но ако ги познавате велушанци, ќе ви биде јасно дека ќе го реализираат она што го намислиле. До 1953 година селото се развивало и го носело епитетот економски богато село. Велушина имала поле од 1000 хектари. Овде успевале житото, компирите, имало лозја, овоштарници со јаболка и лен како најисплатлив земјоделски производ. Во селото вриело како во кошница. 2000 луѓе ги работеле земјоделските и сточарските работи. Околните падини собирале 10.000 глави овци. Имало 170 биволи, 180 зевгари, 500 крави, 300 коњи и друг ситен добиток.
Велушка река представувала живот за селото. Од околните села, дури и од Леринско доаѓале луѓе да мелат жито на велушките воденици. Моите стари имале воденица, тука ми е до куќата на 20 метра, воденица со 3 камења, а во Велушина имало 14 воденици. Имало 14 воденици затоа што нашата река има доста вода преку целата година и никогаш не пресушувала. Нема голема вода, али има константно преку целата година вода. Таа река се вика Стара река, извира од подножјето на Баба планина, така речено тој терен се вика под Муза, негде над селото Острец, и сите луѓе кои што се од Пелагонија, покрај другите села, како што се Лавци и некои Граешници и така натаму, најповеќе доаѓале овде во Велушина да мелат жито. Најголеми муштери или така речено луѓе кои што доаѓаат да мелат жито идеа од Кременица, од Меджитлија, од полските села Жабени, од Лажец и така натаму. Многу бев среќен кога татко ми некогаш ќе имаше некоја работа и ќе ме оставеше да бидам јас воденица и јас да мелам жито. Ми беше тоа доживување, затоа што е многу интересен тој начин на работа. Во Велушина реков дека има 14 воденици и тие воденици работеа преку целата година, само преку летниот период малку имаше застој во преку денот кога се вадеа нивјето, али преку ноќта ја збираа водата и пак водениците работеа. Годишно во селото се раѓале над 50 деца. Повеќе од 100 години се одвивал образовен процес. За време на окупациите Велушина била општински центар и овде функционирал суд. Постарите жители се сеќаваат дека секоја недела се правеле свадби. Во 1945 година е изграден водовод, а во 1946 проработела и хидроцентралата на Велушка река. Уште тогаш имало улично осветлување, на бандерите биле поставени звучници, селаните да слушаат радио. Колективизацијата е виновна што Велушина го загуби сјајот. Во тоа време на селаните им бил одземен добитокот, земјата е дадена на земјоделската задруга. Оние што останале во селото до денес, со жалење се спомнуваат на времето кога во полето растело се, а особено лен. Во село Велушина се садеше доста лен. Луѓето се занимаја појкето на времето со лен. Ленот се садеше во поголеми количини. Имаме таму едно викано место долу Синенца, го добила од името што ленот прави синило и си го доби името Синенца. Лено му служеше на луѓето за некои здолни облеки, за врејки прајне, за черги прајне, за конци, коноп, а од лено излегуваше и една друга материја, пуздерки. Од пуздерките их береа луѓето во врејки и пуздерките их продаваја на битола, кои му служеле таму за мачкање на таван и едно друго. А исто од лено излегуваа и колчишта. Колчиштата и праја жените томоли и од томолите праја черги и други работи. Значи со тоа најпојќе се занимаше. Тако беше народот. И сега да речам едно вака. Ова машинче е за селектирање на семето. За селектирање на семето се селектираше кој излегваше од него болојцата, за да не му смета на да сејнето.
Друго, имаше алати кои се обработуваше лено. Овој е меч. Овој е меч. Овој е тепик. Ова е четка за финосување на ленот. Овие се гремни кои се чешлаше лено. Вака да представиме, го чешлаја лено, ме надвираш. И тоа беше, тие работи беа такви. А ова, кој ќе се мниеше лено, го земаја мечо, и кој ќе земаја мечо и го удираја лено, Ете, вака ја. Тоа беше на лено. И кој ќе дојдеше лено на ова, и го земаја, имаја луѓето, клаваја такво тук, и ќе го земаја и го тепкаја. Го тепкаја вака, му праваја туа, за да излегва пуздерките. А најпосле за финосување му беше чепката. Ја земеа чепката и го мазнеа лено, и тие излегуваа тие поситните влакна, што беше остануваа крупните влакна. По тоа што беше селото развиено доста со сточарство, едно друго, сите работи, добро земјоделие имаше, ме разбираш, а многу добра гранка беше и лено, затоа што од лено имаја добра печалба. Го продаваја, земаја некоја динар и со тоа луѓето така се занимаваја. Колективизацијата го остави селото и без луѓе. За кратко време стотици селани ги оставија убавите куќи и отидоа на далечен пат во Америка, Европа и во Австралија. Една помлада велушанка ги помни зборовите на својот татко, кој денес е во Австралија. Не можам да ги заборавам големите порти, беа високи до 7 метри. Потоа може да се види каков живот живеевме. Конјските и биволските коли беа премолни со род и затоа моравме да правиме огромни порти за да можеме да го внесеме богатството. Во оваа куќа су родена 55-та година, напуштивме 59-та година, заминавме за Австралија. Јас бев една девојче од 20 души што живеа во оваа куќа. Дедо ми Јован гледаше внуци, пара внуци и така натаму. Како да ти кажа, Австралија живеа 40 нешто години, ама пак нешто ме привлекла. Ова е родното место. И само иде тука, и кога бев девојка, и сега со мажот ми и децата, нешто те привлекува. И ако немаме никакви роднина во селото, мислам тоа е нешто, како да ти кажа, еден дел од мене, и тоа е, ти дава идентитет. И мислам, било каде дода во светот, во Европа, стално мора да дојдеме тука на родното место. И прошлата година бевме тука во зимата, и 95-та, стално кога идиме на одмор тука идиме. И ако нема никој во селото, нешто те влечи. Ова е чудно село од многу луѓе, 1000 луѓе, сега нема ни 50 луѓе. Не знам зошто луѓето се одселуваја од селото и напуштуваја, одеа во градо или во странство. Тоа е некој феномен, ја не може да објаснувам, го прашувам татко ми, не може да ми кажи. Интересна работа, ова село стари печалбари се. Дедо ми мој напушти 33-та година, замина за Австралија и не се врати. И исто така, предедо мој замина 29-та и тој не се врати. Тоа значи, има традиција од печалбари, и така натаму. Моите деца се 5-та генерација македонци во Австралија, али може и пак да ти кажа, ако прашаш што се, ќе ти рече македонци се. И тие учат јазик све натаму. Може не знаат најдобро да зборува, па пак знаат од каде му е поколението.
Ево се наоѓам моментално во мојата куќа кај што сум роден, 1938 година. Тоа е куќа во познатото село Велушина во Битолска околија, едно од најразвиените села на времето, од најбогатите села со голем културен и стопански живот, за кое што многу има пишувано и за кое што многу има да се пишува и сега и понатаму. Овде до осмолетка бев во селото, живеев тука, живеев многу бурен живот, раздраган, среќен. После тоа отидов на школување во Битол и се преселив на 56-та година. Извесен период помалку доаѓав, меѓутоа како одминуваа годините, имав се повеќе потреба да доаѓам овде и јас во задно време сум скоро секој втор ден овде. Имам направено една мала економија, бавчи, градиње, си имам направено пчелињаци 2 и секое доаѓање ме релаксира, ме одмара и собирам нова снага за утрешниот ден кога ќе одам на работа во Битола. Ова продавница е единственото место каде што велушанци може да се видат и со чашка ракија или сок, да си поразговараат, да се насмеат и да се присетат на минатите времиња. Еве ќе ви покажам сега. Да видите, овде се вашите дедовци. А ово е мојот дедо. Овие граделе селото на времето. Овде се сликани 47 година кога изградија домот, хидроцентрала, водовод, општината. Све изградија и седнаја овде да се сликаат на крај. Да се одморат. И сега нема ни еден од нив. Остана се успоменот. Велушина е поделена на Горно и Долно Мало, кои во 1945 година биле споени со мост и оттогаш представуваат една целина. Ретко може да се види човек во поле или сред село, полека се пропаѓа. Раде Митковски е заслужен за тоа што се зачувало, за она што се уште постои. Овој човек со жалење гледа, но со љубов размислува за своето родно огниште.
Роден сум во ова село, овде пораснав и овде останав. Живеам и понатаму. Меѓутоа, во селото има екзистенција за живот, ако се сака, све се може, не мора да бидеме само во печалба, во странство, Австралија, Америка и било каде. Од кои многу мои другари од детството овде моментално нема многу жители, останав на многу малце, мал број. Јас сум еден од помладите во селото, кој се занимавам со сточарство и земјоделие. Меѓутоа, еве некако обстануваме. Не дојдовме до најниската точка. Добро, луѓето во селото обично околу 70 на семејства се иселија во градот, некои во Австралија, Америка. Од кои мои другари, кога се сеќавам на детството, во прво оделение бевме 40 ученици, 40 врсници, од кои во текот на времето останавме само 15 во Македонија, другите се сите во странство. Од толку многу деца во толку големо село, за жал, прошлата година училиштето е затворено. Има 5-6 дечиња одат во Бистрица, тоа има одат 1 километар до автобусот. За жал, луѓето се иселија, мислеа дека екзистенцијата може да се најде исклучиво во странство, не во својот роден крај. Меѓутоа, еве, како што е и како што било, со времето ни останавме овде. Останав се грижам за црквите во селото, пошто имаме голем број на цркви, терето е оставен на мене. Може би некогаш поради толку цркви ќе се вратат, може би некогаш христијанско население да живее пак овде. Кај велушанци страф од иднината постои, бидејќи засега недостасува моќ да се справат со стихијата која се уште не е сопрена. Но затоа, сите им се молат на 8 светители кои се заштитници на селото, со надеж дека нема да дозволат Велушина да исчезне.